По повод големиот христијански празник Вознесение Христово, Спасовден, во сабота на 8 јуни во село Долно Соње, во општина Сопиште, ќе биде извршено осветување на целосно обновената црква Свети Спас, со кое ќе чиноначалствува архиепископот Охридски македонски господин Стефан. По осветувањето во 8 часот и 30 минути во новиот храм за прв пат ќе се одржи света божествена литургија. Целодневната програма во организација на општина Сопиште предвидува и церемонија на доделување, одликување и благодарници за заслужените за обнова на храмот, пошто ќе следи културно-уметничка програма со сенародна веселба. Селската слава во Долно Соње за Спасовден ќе заврши во вечерните часови, за кога е предвиден концерт на забавна музика со познати бендови и изведувачи. Општина Сопиште по повод патрањот празник на општината организира еколошка акција во 2 локации. Рудина, во која учествуваат членови на Сдруженијето Гризли, и улица 1 Сопиште, во која учествува администрацијата со директорот на основното училиште Драга Стојановска, детската градинка Виножито, основното училиште Дитурија, јавното комунално претпријатие Сопиште и советниците на општината. Како што објави градоначалникот на општината Стефче Трпковски на својот Facebook профил, по тој повод исто така доделени се и пакети на најуспешните ученици и соработници. На Светскиот ден на животната средина, нова заедничка еколошка акција на градоначалникот Орче Ѓорѓиевски, општина Кисела вода, градинките и училиштата од овој дел на градот, заедно со тимот на Не биди ѓубре, предводен од актерката и екоактивистка Ирена Ристик. Се чистеше на јавните површини низ целата општина. На повеќе локации беа засадени дрвца и цвеќиња. Настанот беше заокружен со музичка манифестација во паркот Македонија, каде што настапија дечињата од 2 градинки од општината Кисела вода, а присутни беа и нивните родители кои заедно со нив чистеа и садеа цвеќиња. Општина Гази Баба ги повикува сите семејства кои живеат на територијата на општината, а имаат запишано дете во прво оделение во општинските основни училишта, да аплицираат за добивање на еднократна финансиска поддршка од 3000 денари. Мерката има за цел финансиска поддршка на семејствата кои имаат запишано дете во прво оделение. Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче и Линденски марш 1978 годинава подготовките ги почна порано од вообичаено. Традиционалниот марш по повод еден од најголемите македонски национални празници Илинден ќе се одржи по 46 пат. Причина за овие подготовки, како што информираат од Сдруженијето, е огромниот интерес за учество на градовите, како што се Кичево, Маврово и Свети Николе. Така што се очекува традиционалната манифестација годинава да биде многу помасовна. Право на учество на маршот имаат сите заинтересирани мажи и жени од цела држава на возраст од 16 до 76 години, а досега покрај аеродромци има пријавени коњаници од Кичево, Маврово и Свети Николе. Рокот за пријавување е до 30 јуни. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во